полугодие започна, учениците се вратија во училишните клуби. Ова утро се наоѓам во средното училиште на град Скопје Рада Јовчевски Корчаген. Зборувам со професорка по македонски јазик Татјана Алексиќ. Добро утро до вас. Имаме одлична тема на што да обрнат внимание учениците во второто полугодие, како да се вклучат и родителите тука и сите оние кои што се дел од воспитниот образован процес на учениците и да им помогнат полесно да го совладаат македонскиот јазик. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Да успееме сите по тешкиот пат да го поминеме. Значи сега второ полугодие што имаме, второ полувреме е трката за оценки, нели? И секогаш се доаѓа до она потреба амбициозна да се има поголем успех, нели, да има одличен успех за упис за понатаму на факултетите, и тука веќе не успеваме да бидеме реални при оценувањето и се заменува наместо учење заради љубов, заради внесување на знаења, ние тоа го модифицираме во учење заради оценки, за да упис понатаму на нивните понатамошни студии. Постојано повторувам љубовта кон учењето. Значи треба да ги научиме децата да знаат како да учат и сето тоа да биде со љубов, да не се создава отпор некој што најмала возраст, затоа што таа употребна вредност на учењето целиот живот ќе ти биде од корист. Затоа и учиме на крај, за да се продадеме на пазарот на труда, да се вработиме, се реализираме во нашиот професионален, кариерен понатаму развој. Второ полугодие децата почнуваат веќе четврта година, матурантите се подготвуваат за матурскиот испит. Останатите трета, втора, прва година си ги приспитуваат, нели, оценките, слабостите, каде треба да поработат за да дојдат до подобра оценка. И она што секој пат го повторувам, прво треба здравјето, нели, да си го гледаме сите, да имаме здрави генерации, здрави ученици и здраво учење на крајот на криштата. Им посакувам на сите во текот на второто полугодие на сите ученици во Македонија. Сега како вие го оценувате трудот на учениците во второто полугодие? Не зборам за оваа генерација, туку за минатите, нели, кои влегуваат во второ полугодие, колку наставниците може да ги мотивираат. Ја споменавте државната матура, која што го вклучува и македонскиот јазик. До каде сме со знаењето на македонскиот јазик, кога се овие нови генерации во прашање? Се чувствува опаѓање на оној што велиме ние кондиционен тренинг за читање книги. Се чувствува затоа што децата го заменија книгите со ChatGPT и оние готови информации. Сите тоа го чувствуваме и кога им ги прегледуваме писмените задачи, тестовите и при устната интерпретација, особено при устната, таа издава. Знаете, писмено може и да се, што велам ја, да се изразам шверцерски, да препишат нешто, да симулираат, меѓутоа устното е нешто е буквално видливо, впечатливо и тука не може да се симулира дека има знаење ученикот. Веднаш се гледа дека не е подготвен и не е добро спремен, не ја прочитал книгата или било кој друг премет, не знае да реши задачката на табло ако не е подготвен претходно, така што тоа може да се забележи. Гледаме да сме толерантни заради тој успех секако на крајот на учебната година, меѓутоа она што важи за Корчагени, што тоа е и добар имидж за училиштето, што навистина се држи до знаењето, навистина се учи, а подоцна нашите ученици кога ќе се запишат на факултетите, точно имате на етикеција дека се од Корчаген поради знаењето на особено на предметите математика, она што им треба за информатика и другите студии, и генерално сме задоволни затоа што пак ќе се извлече максимум. А данокот што го плаќаме од претходниот ковид период и од се помалку читањето е нешто што ќе мора некако се најде начин да се изневелира понатаму во животот, затоа што навистина им требаат тие говорнички вештини, без оглед колку што оди компјутерската технологија напред, не можеме да се уназадуваме со реториката, со зборувањето, затоа што јазикот е најсовршеното средство за комуникација. ChatGPT нема емоции, без оглед што нели веруваме во тие, разговараме со него и користиме информации од него, меѓутоа она што може да го научат од нас наставниците, од професорите, од универзитетските професори, од родителите, од старателите, од живите луѓе е нешто што е навистина драгоцено и незаменливо. Знам дека постоеше, не знам дали се уште постои она навика да се остават телефоните па да се влезе на часот. Колку тоа го практикувате вие на часовите, дали сметате дека на тој начин поголема е концентрацијата? Кога ќе се остават телефоните на влезот на училницата, ќе се земат
кога ќе заврши часот и да се научи нешто на часот. Сме од оној тип просветни работници кои не сака така да дава наредби, ајде сега подобро повеќе сакам кога ќе го погледнеш ученикот и знаеш дека е доволно тоа за да не како е да се изразам компјутерски сурфа, нели скрола по тие нели нивни телефони, туку да го толку така добро да го мотивираш, да си интригантен за да може да те слуша на часот, а сека како ни треба, затоа што предметот македонски јазик е податлив за употреба на компјутерската технологија, колку пати ќе гледаме и филм или ќе споредуваме со нешто, па ќе читаме цитати од автори, да не биде тоа дефокус, значи да се скршне нивното внимание, кое што е многу битно, затоа што ученикот учи на час. Ако успее за тие 45 минути да се концентрира на наставната содржина, тој веќе професионалец кој научил да учи на час, не му треба ни дома да повторува и да учи. Тоа е оно што им треба, затоа што јас честопати ги делам учениците на професионалци и аматери, глупави, паметни не постои. Само професионалци и аматери. Аматерот така не знае што да направи на час, не слуша, потоа му е тешко кога му се соберат наставните материјали и ете ги резултатите. Значи професионализам, на час доаѓам да слушам без оглед дали професорот ми е интересен или не ми е интересен, ќе извлечам максимумот од минимумот што ги имаме на часот, да речеме. Тоа е вистински професионалец и така ќе се однесува понатаму и на своите работни позиции во текот на својот живот. Значи нема да биде тоа наредба, да ако го извади од джепот може има во чорапата доле ќе извади од патиката оно што го прават на државна матура. Значи искриени некои датотеки за телефони, ние можеме ги претресуваме или писма некоја правиме, мене ми е непријатно да им кажам ајде стани да видам дали имаш под задникот некој ливче или под джепот, и тоа е под честа ми е некако и Знаењето останува за нив. Така што ако решат да се шверцуваат со знаењето, тоа не е добра политика и кога тогаш ќе ги стаса незнаењето, ќе ни се обие на сите од глава незнаењето, кој е најголем непријател на напредокот на иднината и незнаењето. Професор, ќе многу ви благодарам за сите совети, препораки. Имаме уште многу да зборуваме, овие се неисцрпни теми кога се нашите млади генерации во прашање, велиме светот на младите останува. И верувам дека има исклучоци кои што тие ќе го водат светот. Се останато ќе се поправи. Како велат, добриот човек може да го преобрази лошиот, барам јас верувам во тоа. Ви благодарам многу, сите совети, препораки нека ги искористат родителите, сите оние кои што се вклучени во образовниот процес на учениците и да имаме подобра младина. Така, нека ни сте живи и здрави и му ставивме свет, Бога ми мора да го поправаат за поправање, ми ставивме свет за поправање.